Дека ликот на Бобан Симовски Бобе од населеното место Јанчиште продолжува да живее во спомените на неговите другари и роднини, неизбледен и зачуван од забот на времето, покажа и денешната крводарителна акција, која полека но сигурно станува традиција после смртта на човекот, кој покрај неговиот здравствен проблем постојано покажуваше дека светот може да изгледа и поубаво кога го гледаш со поинакви очи. Во рамки на крводарителната акција беа промовирани и новите тренерки на тимот на Бобе јуниор, чии играчи годинава за прв пат ќе ги облечат на терен на 25 мај, за кога е закажан овогодинешниот турнир. Како и лани, така и годинава продолжуваме со крводарителската акција во чест на нашиот Бобе, под мотото бидејте хуман, бидејте Бобе. Затоа сакам да се заблагодарам на сите другари, пријатели, почитувачи на Бобе што дојдоа тука да дадат крв. Сакам да кажам дека денеска остваруваме едно од желбите на Бобе, а тоа се тренерки за неговиот тим. Тоа успеавме да го реализираме благодарение на цела организација на Бобе јуниор. И во иднина ќе продолжуваме со остварување на желбите, а една, ако не од најголемите желби на Бобе беше одржување на турнирот, што сега ни престои, поточно што ќе се одржи на 25 мај. Па се надевам дека повторно со поддршка на општина Егуновци на чело со градоначалникот Тони Коцевски, местната заедница на Јанчиште на чело со Драге Спасич, сите жители на село Јанчиште, како и радиотелевизија ки секако што секаде, како што многу пати сум кажал, не прати за сите наши идеи, заедно успеваме да ги реализираме. Својата хуманост на дело ја покажа и градоначалникот на општина Јегуновце Тони Коцевски, кој беше дојден да ја дарува најскапоцената течност, а со тоа и да спаси нечий живот. Боби, иако не е повеќе меѓу нас, сепак чувството дека беше дел од нас, дека работеше во интерес на младите во општина Егуновце, дека работеше со љубов и посветеност, дека ги обедини не само младите од нашата општина, туку и од целиот регион, допринесе и понатаму да се гордееме сите со него и да продолжиме таму каде што тоа дело што тој го започна, неговите другари, неговите роднини да го продолжат, а навистина прекрасно е чувството кога и како градоначалник сум дел од тоа, иако навистина многу жалам што Бобе повеќе не е меѓу нас и што тој самиот не ги продолжува овие акции. Беше хуман човек, хумано дете, прекрасен млад човек кој знаеше со сите подеднакво да се однесува, знаеше да направи атмосфера и навистина општина Егуновце и јака додека сум градоначалник на оваа општина од се срце и со сите расположиви средства што може ќе го помагаме и турнирот и сите акции што се во негова чест. Денеска покрај крводарителската акција имаме промоција на тренерки за Бобе јуниор и не видиме и вие да земете сега еден пар, пошто секогаш и на Бобе и на нас во турнирот секогаш ни помагате и не поддржувате, затоа и за вас е тренер. Благодарам многу. На вас секогаш. Со Бобе, Бобе ќе остане на штат. Јаваме секогаш и секогаш ќе се гордееме. Сите што одмаваме во него. Фала ви што ви. И покрај еманетот да се зачуваат делата на Бобе, тој ги задолжи многу неговите другари со неговите постапки како човек. Бобе беше голем другар, затоа и ова крводарителна акција се одржува по втор пат годинава, да му дадеме почит према него, да докажеме колку Бобе беше хуман и да продолжиме по неговите стапки, да им помогнеме на сите со еден начин како што Бобе го правеше тоа, така и ние да го продолжиме сонот него. Бобе остави многу дела зад него, а тие се најголемиот и единствениот споменик што човек сам си го подига. Направи нешто со кое се гордеат сите кои го познаваа, затоа што изгради спомен за себе пред своите, овде на земјата, но и горе на небото, а тој спомен е најтраен и вечен.